Денешната 33-та седница на Советот на општина Кочани започна со прашањето на координаторот на советничката група на ВМРО ДПМНЕ за повлекување на петата точка од дневниот ред за давање согласност на одлуката за промена на висината на вредноста на бодот за пресметување на платите на вработените во комуналното јавно претпријатие Водовод, на кое беше одговорено дека истата била повлечена од самото претпријатие без образложение. Инаку советниците работеа по 30 на точки на дневен ред, при што неочекувано неколку од нив не го добија потребното мнозинство гласови, односно не беа изгласани, поради абстенирањето од позитивно изјаснување на дел од советниците, кои по правило речиси редовно гласаат заедно со мнозинството. Причината за разнишаното мнозинство наводно биле неисполнетите барања од лични причини. Меѓу советниците од опозицијата интерес побуди предлог финансискиот план на библиотеката Искра за 2020 година, особено во делот на распишаниот оглас за вработување на библиотекар. За јавноста во општина Кочани се работи за библиотекар. Општина Кочани осети дека има празнина во библиотеката и бара едно вработуван библиотекар со плата од 25.300 денари. Ако можете како стручна служба, градоначалникот да го објасни ова барање за вработување, кое е распишано вчерашниот ден. На што одговори градоначалникот Николчо Илиев. Кочани. Оно што јас го знам, сакам да ви исправам дека овај оглас за прием на вработник, на вработен библиотекар е од приликано пред 2 месеца или месец дена. Бидејќи нашиот директор, односно директорот кој е изберен во библиотеката, не се пронаоѓа како директор, односно примети дека платата како библиотекар е повисока, си направи оглас и го распиша огласот за прием на библиотекар. Советниците, меѓу другото, не ја усвоја и програмата за култура за 2020 година. Поголем дел од преостанатите точки на дневен ред беа усвоени со мнозинство на гласови, без дискусии или препокувања помеѓу опозицијата и опозицијата. Телевизија Кочани во текот на денот емитува интегрална снимка од текот на седницата, а во текот на утрешниот ден ќе репрезира со цел граѓаните детално да се запознаат со работата на предпоследната седница за оваа година.